Пропадна уште една фабрика за афери на Социјалдемократскиот сојуз. Опозицијата го допре дното со веќе пропаднатата идеја да се создаде перцепција за фантомски гласачи во Велес. Вака од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН ги коментираат пресконференциите на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз, на кои се бараше одговор од пратеникот Коџабашиев за 6 гласачи за кои во избирачкиот список стои дека живеат на иста адреса со него. Вчерашната изјава на Миле Станојковски, велат од ВМРО ДПМН, докажа дека не станува збор за никакви сценарија, туку за семејство кое повеќе од 30 години живеело во Велес. Тоа се нормални луѓе кои своето право да избираат го остваруваат еднаш и само на едно избирачко место во државата, како и сите други нормални луѓе во Македонија. Но покрај овие луѓе македонската и велешката јавност види и други. Тоа се луѓето од Социјалдемократскиот сојуз, тоа е господјата Весна Стојанова Богоевска и низините нарадбодавачи. Тоа е група на дезориентирани поединци кои се толку испаничени од престојните избори, што се им се пореметило во умот. Јавноста виде луѓе поболени од желбата за власт. Изјавите на Стојанова Богоевска, велат од ВМРО ДПМН, се само уште едно дрско и срамно навредување на ова македонско семејство. Не постои, велат од ВМРО ДПМН, поголема навреда за еден човек од она да го прогласиш за непостоечки. Нормални луѓе не го прават тоа што го прави Социјалдемократскиот сојуз, а не им е ни првпат. Да подсетам, Социјалдемократскиот сојуз ги прогласуваше луѓето за стока, за овци, за неписмени, за небањати, за глуперди, за цепеници. Тоа се навредите што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги упетуваше кон сопствениот народ и тие никако нема да се помират, да се променат. Социјалдемократскиот сојуз никако да ја научи лекцијата која граѓаните на 9 изборни циклуси поред ја упатуваат. Власта и денеска и порача на опозицијата дека казната ќе ги стигне од народот на 24 април. Токму тогаш, според ВМРО ДПМН, доаѓа 10-та пресуда од народот на адреса на СДСМ.